Скринингот на асимптоматската популација со покачен ризик. Овде се прави тотална колоноскопија при полипектомија, тоа е се пациенти кои што веќе имаат полипи и хистолошка анализа на самиот екстерпиран полип. Тотална колоноскопија после 3 години обврзно кај сите пациенти, кај пациенти со полип со големина над 1 см или присуство на повеќе од 3 аденоми или дисплазија од висок степен. Тотална колоноскопија по 5 до 10 години кај пациенти со 1 до 2 полипи, помали од 1 см, без дисплазија од висок степен или полип со вилозна структура, и тотална колоноскопија на 10 години кај пациенти со хиперпластични полипи, како и кај пациенти со просрочен ризик. Скринингот на асимптоматската популација со висок ризик. Кај овие пациенти се вклучува и да бидат запишани во националниот регистар на пациенти со колоректален карцином, со што се овозможува воспоставување на фокусиран скрининг кај членовите од семејството, адекватен третман и генетско советување на лицата кои се изложени на зголем ризик за развој на болеста. Позитивните бежеда критериуми при фамилијарната анамнеза даваат анализа на туморско ткиво за присуство на MSI, Microsatellite Instability Assay, дали има присуство или на тој позитивен или негативен на тестот, се прави тотална колоноскопија на секој 3 до 5 години, почнувајќи 10 години пред најраната возрастна диагноза на карциномот во фамилијата, односно над 35 години на живот. Еднаш годишно тест на окултно крварење. Втората група е одзороден колит и кронова болест, кај кој се прави тотална колоноскопија и мултипна мрежеста биопсија по цел колон. Мултипна мрежеста биопсија по цел колон се оди заради да се види дали некој дел од колонот е зафатен со промените, со дисплазија за карцином. Обавезно туморските маркери CA и CA99 на секој 6 месеци. Овде како третен интерес паѓа ФАП синдромите, обавезно генетско тестирање на мутација за одговорна за болеста, тотална колоноскопија од возраст 10 до 20 години на секои 2 до 3 години. Некојаш е потребна тотална колектомија после 20 годишна возраст и генетско советување за членовите на фамилијата со можност за пресимптоматска генетска диагноза. Како четврти е хередитарниот неполипозен колон канцер, исто тука мора генетско тестирање за утврдување на мутацијата на одговорна за болеста. Асимптоматските носители на мутацијата од фамилијата, годишен тест на окултно крварење и тотална колоноскопија секој 2 до 3 години, почнувајќи од 20 годишна возраст. Обавезно гинеколошки прегледи ако се жени пациентите, вклучително ултразвучен преглед на матката кај жените членови на фамилијата еднаш годишно, заради тоа што оди заедно со колон-карцин, лънч синдромот оди со карцином на генитали, односно на матката, на овариумите, на желудникот, и генетско советување за членовите на фамилијата со можност за пресимптоматска генетска диагноза. Пред како спомнав в регистарот за наследен колоректален карцином, основна цел за воспоставување на националниот регистар за наследен колоректален карцином е да се промовира превенцијата и раното откривање на канцер со обезбедување и на индивидуални испитувања за канцер и препораки за следење на пациентот со висок ризик од колоректален карцином. Регистарот ги обезбедува следните услуги: водење на евиденција, генетска диагноза и програма за генетски раководно следење и обавезно советување. Расположени тераписки опции за карциномот на дебелото црево се хируршкиот третман, радиотерапијата, хемотерапијата и таргет целната терапија. Сега ќе видиме овдека еден 63 годишен маж, кој што и покрај упорните нечести крварења не доаѓал, не се јавил тематичен доктор на преглед, а за жал на многу ниско ниво во ректума се наоѓа карциномот на самиот ректум. Ќе видиме сега како изгледа, како една печушкаста маса. Тоа е циркуларно стеснување на самиот лумен, не може да се оди нагоре заради стенозата. Потешкоти имал поднос на столицата, пореметување во столицата, али ги занимарувал, па така дошло до оваа ситуација. Пристапи во хируршката ресекција на колоректалниот карцином, тоа хирурзите многу повеќе го знаат, така да ќе кажам неколку работи само, дека хируршкиот третман е примерна терапија за колоректален карцином.
Неопходно е предоперативно одредување на стадиумот на болеста, кој возможува различни терапевтски стратегии во зависност од тоа дали случајот е парабилен со локализирана локално напредната или дисеминирана болест, тоа се остава на хирургот кој што ќе врши хируршката операција. Ова е еден слайд, исто за колоректален карцином. Ова е веќе хируршки извадено дел од дебелото црво, каде се гледа тука карциномот, тоа е канцерот, еден поголем полип и уште еден помал полип. Стадиумот на колоректалниот карцином треба да се утврди според ПТНМ класификацијата, која е класификација на Американскиот комитет за канцер, Интернационалната унија за борба против ракот. Ке спомна само дека ПТНМ класификацијата системот ги класифицира колоректалните тумори врз база на инвазивноста, а не на големината на примарниот тумор, бројот на локалните и регионалните лимфни јазди зафатени со метастатски депозити и присуството или отсутство на далечни метастази. Вака изгледа класификација по стадиумите. Нешто ќе кажем за хемо и радиотерапијата на колоректалниот карцином. Терапијскиот пристап за колоректалниот карцином е одреден пред се од стадиумот на болест, односно низината локална проширеност, лимфогено, хематогено метастазирање, дефинирано со класификацијата, ПТНМ класификацијата. Овде е нешто ќе спомнам за најновата терапија, таргет или целна терапија, која е нова ера во третманот на напреднатите метастатски, пред на метастатските карциноми. Целните терапии вклучува лекови кои го запираат создавањето на новите крвни садови кои го хранат карциномот и лекови кои го запираат растењето на канцерогените клетки. Тие често се користат како прва или втора линија на третман кај локално напреднатите или метастазирани карциноми, додека тие може да го намалат или забават растот на карциномот, се уште не е јасно дали било кој од овие лекови може да го излечи карциномот. Иднината ќе го покаже тоа. Покрај клиничкото, диагнозата, клиниката, испитувањето, хистолошкото, операцијата и така натаму, треба после сите тие работи треба и следење на пациентите. Не го оставяме пациентот така само со завршување со терапијата, не значи и прекинување на грижата на болниот, него карциномот на делото треба бара доживотно следење, фоллоуап. Следењето на пациентот е од голема важност за рано откривање на рецидивите и навремено откривање на болест. И редовните рутински контроли возможуваат рано навремено откривање на рецидивите или прогресија на болеста, со што се возможува навремено спроведување на адекватна терапија, а со тоа и ефектот во спроведената терапија е подобар. Контролните прегледи се исто пак деталната анамнеза, физикалниот преглед, лабораториските анализи и обавезно туморските маркери. Ректосигоноскопија оди на секој 6 месеци во тек на 2 години за пациенти со карцином на дисталниот сигмоиден колон. Колоноскопија се прави 1 година по третманот, по хируршкиот третман, а потоа на секој 3 години. Ехотомографија на хепар се прави на секој 6 месеци во тек на 3 години, а потоа еднаш годишно. И рентгенографија на белите дробови се прави на секој 6 месеци во тек на 3 години, а потоа исто еднаш годишно. Со оваа слика јас би го завршил моето така малку актуелно, да речем, во моментов предавање, како во склоп на скринингот на колоректалниот карцином во нашата држава, нека овие зраци кои пробиваат преку облаците и скринингот кој што сега почнува во нашата држава, нека биде мал зрак за уништување на оваа болест, за подобро на целиот народ. Благодарам.